Во ова издание, Северна Македонија, родителите не се согласуваат децата да изучуваат сексуално образование, бараат повлекување на предлогот закон за учебници. Школската година заврши, но предизвиците остануваат за во септември. И САД се позаинтересирани за развивање дигитален товар. Членови на Конгресот побараа конкретни чекори од председавачот на Федералните резерви, од секретарот за финансии на почетокот на годинава. Можно ли е набрзо тренд на промени? Ќе ви кажем, останете со нас. Добро вечер од Вашингтон, го гледате ТВ журналот News Flash на гласот на Америка на македонски. Јас сум Јане Бојаджиевски. Да се острани сензитивното родово образование, етиката на религии да остане изборен предмет. Ова се само дел од барањата на граѓанската иницијатива, чии родители не се согласуваат со измените на предлог законот за учебници. Мики Трајковски има повеќе на оваа тема. Не стивнуваат реакциите помеѓу родителите и наставниот кадар околу предлог законот за учебници со кој покрај замена на хартиените со дигитални учебници се предвидува испојување на неколку предмети во еден, како и воведување на нови наставни содржини. Така да ќе се намалуваат и фондовите на часови, а ќе се зголемуваат, ќе се додаваат некои нови предмети кои ние сметаме како иницијатива дека е прерано се воведат во основно образование. Например, сексуалното образование. Сметаме заради тоа што децата не се доволно зрели за да ги разберат тие работи. Во концепцијата за основно образование од март годинава меѓу другото се вели дека од исклучително значење за обезбедување родово сензитивно образование е тоа што помеѓу понудените изборни предмети има такви кои барем делумно се посветени на стекнување сознанија за тоа дека родовите норми и улоги не се фиксни, како и тоа дека родовите стереотипи може да доведат до сериозни индивидуални и општествени последици, меѓу кои најпроблематична е високата застапеност на родово заснованото насилство. Се очекува ваквите предмети преку посочените содржини да овозможат градење на негативен став кон сите видови родова дискриминација, вклучувајќи и дискриминацијата врз основа на сексуална ориентација, се вели во дел од концепцијата. Од граѓанската иницијатива учебници и настава мора да има, бараат да се исклучи родово сензитивното образование во основното образование, етика на религии да остане изборен предмет, да не се спојуваат два или повеќе предмети во еден и да нема кратење на фондот на часови по одредени предмети. Ова што сега се промовира со ова родово сензитивна настава, мислам дека се сепак сепак промоција на некои скривени вредности. Јас се чувствам згрозена од ново родово сензитивно образование, затоа што нема потреба детето да учи родово сензитивно образование и како треба да се декларира родител 1, родител 2, па зарем може нешто полошо да се случи од ова? Родител 1, јас сум мајка, јас не сакам да ме нарекуваат родител 1 или родител 2. Предвидено е спојување на општествените науки во еден предмет. Хемија, биологија и физика се инкорпорираат во природни науки, додека информатика и ото треба да се изучуваат заедно, исто како музичко со ликовно образование. И сметам дека треба за вакви реформи да се направи една добра и стручна евалуација и анализа на состојбата во училиштата во Републикава, а потоа веќе да се отпочне со една темелна реформа која што би значила трајно решение. Ова ја засега целата држава и целиот образовен систем, пред се ние како родители. Родителите не се за ова. Од Министерството за образование велат дека не станува збор за спојување на предмети, туку за нивна интеграција и од во новиот модел нема кратење на научни дисциплини и содржини, туку дека тие си остануваат. Велат интегрираните предмети не се новина во нашиот образовен систем. По однос на сеопфатното сексуално образование се работи за пилот проект кој ќе се спроведува во учебната 2021-2022 година во 4 основни училишта, при што наставната програма ќе биде понудена како изборен предмет за учениците во 9 оделение и тие ќе можат на доброволна основа и со потврдена согласност од страна на нивните родители да учествуваат. Објаснуваат дека не било планирано бришење на термините родители, старатели, мајка и татко во новата концепција за основно образование и во новите наставни програми. Велат дека во документите кои биле јавно достапни никаде не била дадена ваква насока, односно термините мајка и татко остануваат како и досега. Од Охрид за гласот на Америка, Мики Трајковски. За крај на News Flash, криптовалутите како биткоинот укажуваат како би функционирале дигиталните пари.
Дали би можеле да бидат столб на официјалните плаќања? Која е иднината на дигиталниот свет? Повеќе за овие прашања погледнете. Повеќе од 1000 години Кина е меѓу предводниците на промените во полето на валутите. Денес се надева дека повторно ќе биде прва преку воведување дигитална валута поддржана од државата. Пред да постојат парите, луѓето користеле систем за плаќање во натура. Првите пари биле предмети кои самите по себе имале вредност во општеството. Потоа државите почнале да креираат пари кои вредноста ја темелат не на самиот предмет, туку на довербата што општеството ја има во власта. Кинезите ги создале некои од првите метални монети на крајот на каменото време, а први вовеле и хартиени пари во 9 век. Низ историјата, хартиените банкноти биле врзани за други објекти кои имаат вредност, како златниот стандард во САД на почетокот на 20 век. Денес, речиси сите пари вредноста ја црпат од довербата што луѓето ја имаат во властите кои ги креираат. Следниот чекор во развојот на парите веројатно е дигитализацијата со која валутите се претвораат во компјутерски кодови. Иако се чини дека парите веќе се дигитални зашто може да се плаќа електронски, луѓето може да ги заменат своите заштеди во вистински банкноти. Во општество со целосно дигитални пари, тоа не би било случај. Криптовалутите како биткоин укажуваат како би функционирале целосно дигиталните пари, но тие постојат надвор од финансискиот систем, додека дигиталната валута поддржана од државата би била столб за официјални плаќања. Повеќе држави размислуваат за воведување дигитална валута, а Кина е најнапред од сите големи економии. Земјата е добро позиционирана да направи брз напредок поради широката распространетост на технологии како Alipay и WeChat, кои сега прават физичките пари во најголем дел да не се користат. Централната банка на Кина веќе дигитализираше дел од валутата и започна со пробни тестови за дистрибуција во големите градови. Пекинг гледа предности доколку Централната банка успее да создаде дигитален јуан кој би бил популарен во странство, вклучително и за да го истисне меѓународното користење на американскиот долар. На крајот на 2020-та кинеската валута сочинуваше нешто над 2% од светските девизни резерви. Уделот на американскиот долар е речиси 60%. Предностите на дигиталните валути се побрзи и поевтини трансакции во споредба со традиционалните пари, како и поголема транспарентност. Тие исто така може да има возможност на властите добивање макроекономски податоци во реално време, кои би значеле таргетирани фискални политики, но истовремено би им овозможиле на властите и да имаат увид во финансиите на луѓето. Собирањето на ваквите податоци создава грижи дека Кина може да ги злоупотреби за да ги поништи финансиите на активистите за човекови права или на прогонуваните групи како ујгурците. Дигиталниот јуан исто така би овозможил размена на валути без користење на SWIFT, широко распространет систем за меѓународни трансфери на пари. Ова потенцијално би создало можност за избегнување на санкции воведени од САД и од други земји. И Соединетите држави се позаинтересирани за развивање на дигитален долар. Членови на Конгресот го побараа ова од председавачот на Федералните резерви и од секретарот за финансии на почетокот на годинава. Одговорот беше дека тоа е проект со висок приоритет. Тука е крајот на News Flash на Гласот на Америка на македонски. Јас сум Јане Бојаджиевски. За повеќе информации појдете на glasnaamerika.com. Пријатна вечер. Се гледаме утре.